Од денеска започна 12-тото издание на Сајмот на книгата, кој секоја година се одржува во периодот кога се одбележува месецот на книгата. Годинава учествуваат 15 избирачки куќи од Република Македонија кои нудат интересни жанровски изданија за сите генерации. Сајмот го прогласи за отворен Мара Атанасова, виш библиотекар, кој ги информираше присутните по-конкретно за Сајмот и представи дел од издавачките куќи. Годинава на Сајмот на книгата присуствуваат 15 издавачки куќи. Тоа е прилично голема бројка за библиотека како што е нашата. За прв пат оваа година учествуваат издавачката куќа Едука Мак, кои се ориентирани претежно на, не претежно, него исклучиво со детска литература работат. Може да се најдат повеќе едукативни детски сликовници, прирачници, квизови. Друга издавачка куќа која што за прв пат е оваа година тоа е Конгресен сервисен центар Полица, кои исто така имаат богата понуда на белетристика, на детска литература, научна литература. Останатите издавачки куќи исто така се многу добро познати на граѓаните, на нашите читатели. Сите големи, реномирани издавачки куќи како што се Мадица Македонска, Култура, Наша култура, Македоника литера, издавачката куќа 3 се присутни и оваа година и имат голема понуда на нови изданија и изданија кои се многу барани од страна на нашите читатели. На Сајмот присуствуваше и издавачката куќа Наша култура, која секоја година кој нуди интересни дела за сите читатели. Представуваме и други издавачки куќи, како што се Просветно дело, Алби, Тримакс, српски изданија, англиски изданија. На нашиот штанд може да се најдат од детски книгички за возрастни, белетристика, крими, љубовни и така натаму. По наше моментално имаме нова едиција со сликовници, едиција животни, едиција превозници. Тоа ни е најнова едиција моментално. И така, актуелни се секогаш психолошките романи. Имаме нови исто српски книги, англиски. Сајмот го посети и градоначалникот на општина Кочање Николче Илиев и председателот на Советот на општината Томе Солевски. 12-тото издание на Сајмот ќе трае до 11 ноември секој ден од 10 до 18 часот.